Во контекст на точката може да се јавам и во редовна дискусија, меѓутоа сметам дека треба да се јавам процедурално. Имено како што функционира владино мнозинство, така функционира и владава, а гледам дека така продолжува да функционира и ова парламентарно мнозинство. Имено се работи за предлог одлука за изменување на одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија и, пазете сега, и заради заштита на здравје од илегална миграција, до тука е во ред, во услови на постоење на пандемија прогласена од Светска здравствена организација од вирусот SARS-CoV-2 и спречување на негово ширење. И сега исправете ме ако не сте фокусирани само за моментот за се соберете и да си одите од влада, барем додека сте таму треба да одработите нешто. На 5 мај Светската здравствена организација прогласи крај на пандемијата со SARS-CoV-2. Или да бидам поточен, COVID-19 не представува глобална здравствена воредна состојба. И сега, дали не сметате, председателе, повеќе на кај вас ова техничко прашање е дека оваа одлука за продолжување на кризна состојба треба да го смени називот, односно името, насловот, затоа што единствено овие влада кои што се подготвуваат за заминување сметаат дека SARS-CoV-2 се уште е пандемија во светот, затоа што Светска здравствена организација прогласила крај на оваа пандемија. Ако вие у влада не пратите што одлуки се носат, тогаш ќе треба барем ние во собрание да ме подсетиме. Затоа би замолил, еве и да остане запишано, да се провери дали влада има донесено одлука за запирање на за прекин на пандемијата на SARS-CoV-2 или не, и доколку има таква одлука, да се смени насловот на оваа одлука која што ја гласаме. Да, ќе гласаме за контрола на одобрување продолжување рокот на постоење на кризна состојба, ама за мигранти. А ова за SARS-CoV-2 да си го гласате сами или да си го исправите таму тие што сте во заминување. Благодарам.